Здраво! Додека се движиме, да се потсетиме дека телото не е машина што треба да ја поправиме, туку жив систем што сака да биде слушнат. Телото има свој ритам, понекогаш е бавен, тивок, речиси незабележлив. Понекогаш е силен, јасен, пулсирачки. И токму преку движењето ние учиме да го слушнеме тој ритам, да се усогласиме со него, наместо да го надгласуваме. Човечкото тело има 206 коски. Од нив 26 коски се наоѓаат во едно стапало. 2 стапала, 52 коски. Тоа е 1/4 од сите коски во телото. Тоа не е случајно. Стапалата се наша основа, наш контакт со земјата. Тие ни даваат информација за тоа каде се наоѓаме. Преку нив телото учи да се крева, да се стабилизира и да се отпушта. Кога нежно ги активираме стапалата, ние не работиме само локално. Секое мало микродвижење испраќа сигнал нагоре, кон колената, кон колковите, кон рбетот, се до вратот и главата. Во нашето тело се наоѓаат околу 100.000 километри крвни садови, само во едно тело. Тоа е доволно за да ја обиколат земјата повеќе од 2 пати, а крвта постојано се движи, но не се движи само. Движењето на крвта е многу поврзано со движењето на телото. Крвта во телото се движи со помош на мускулите. Мускулите се пумпи. Секое нивно стегање и отпуштање и помага на крвта да стигне до ткивата, да донесе кислород, хранливи материи и да однесе отпадни продукти. Крвта е живот во движење. Таа носи топлина, енергија, информација. Таа поврзува се со се. А покрај крвта тука е и лимфата. Потевка поспора на подеднакво важна. Лимфниот систем нема сопствена пумпа како срцето. Тој целосно зависи од движењето на телото, од дишењето, од одењето, од истегнувањето, од нежното активирање. Лимфата е течност што чисти. Таа собира и филтрира, го поддржува имунолошкиот систем и ако стоиме долго без движење, кога сме стегнати, замрзнати, лимфата стагнира. Затоа денес не вежбаме за да се форсираме, денес истражуваме. Истражуваме како е да се стегне мускулот и потоа свесно да се отпушти. Истражуваме како телото реагира кога го креваме со внимание, со почет. Секое стегање е порака. Секое отпуштање е одговор. Нема потреба од брзина, нема потреба од агресија. Силата не е во насилството, туку во контролата и чувството. Кога се движиме во свој опсег, кога се слушаме, му даваме дозвола на телото да се реорганизира. Мускулите, фасциите, зглобовите, крвта и лимфата, сите тие комуницираат. Телото памети и кога му даваме безбедно, свесно движење, тоа учи дека може да се отвори, да се зајакне, да се смири. Ова е покана да бидеш во своето тело, да го кренеш, да го почувствуваш, да го населиш. Не брзај, диши. Дозволи му на ритамот да те води. Сега додека се движиш, размисли малку за твојата психомоторика. Што е тоа психомоторика? Тоа е способноста на телото и мозокот да комуницираат преку движење. Секое стегање, секое кревање, секое отпуштање, све е тоа сигнал што твојот мозок го прима и го обработува. Тоа е реакција, учење, приспособување. Телото има околу 600 мускули. Секој мускул е мотор и сензор во исто време. Кога го активираш, му кажуваш на мозокот се движам, постојам, делувам. Кога се отпушташ, му кажуваш можам да се опуштам, можам да се обновувам. Сега здивот. Здивот е исто така твоја внатрешна пумпа.
Кислородот што го вдишуваш го буди секој мускул, секоја клетка. Секое вдишување носи енергија, секој издишување ослободи. Кога дишаш свесно, ти помагаш на крвта и лимфата да циркулираат по телото. Ги потикнуваш органите и својот нервен систем. Токму преку движење и издив се реактивира психомоториката. Се будат рефлексите, се урамнотежуваат мускулите, се раздвижува свеста за телото. Секоја коска, секој зглоб, секој мускул станува активен учесник во оваа уметност на движење. Кога се комбинираат здивот, движењето и вниманието, телото се полни како батерија. Крвта и лимфата се движат, сите наши клетки се будат, а мускулите тие се зајакнуваат. Секое стегање, секое подигање на телото е симфонија на енергија. Сите овие енергии циркулираат во секој дел од нашето тело. Нашите стапала ја примаат, колковите ја трансформираат, рбетот ја поддржува, а рамењата и рацете ја ослободуваат. Секој здив не обновува, секој движење не стабилизира. Телото е како генератор, како наш пријател, како простор за истражување. Мислам дека тоа што постоиме, тоа е доволно. Секој човек иде по својот пат во животот и, како што реков, стапалата ми носат. Така, ми посакувам добар пат и во ден и се гледаме некада. Поздрав!